Обвинителството побара притвор за директорот на гериатриската болница Скопје кој беше фатен со 20.000 евра подкуп за да смести тешко болен пациент. Истрагата покажала дека тоа била само авансна сума или капар, а крајната цел била да добие неверојатни 100.000 евра од семејството. Тој им давал и совети како да дојдат до парите, откако дознал дека пациентот поседува сопствен стан кој може да биде продаден. Зоран Јаневски има детали. Зоран, најпрво дали е одредена мерката притвор која ја побара јавното обвинителство? Да, пред малку одовде од Скопскиот кривичен суд со лисици на рацете беше изнесен директорот на гериатриската болница Муксин Арифи, како и неговиот соработник, инаку соселанец од Кондово, со кој заедно работеле на случајот да земат подкуп од 100.000 евра. Според обвинителството, кое што во текот на денешниот ден отвори истрага против овие две лица, односно директорот на гериатриската болница и неговиот соработник, тие се осомничени за примање подкуп. Според обвинителството, Арифи планирал да земе подкуп од 100.000 евра за да биде сместена пациента во гериатриската болница. Сведок на овој случај била женска особа која што имала договор за доживотна издршка на пациентот кој што требало да биде сместена во гериатриската болница. Лицето било ставено на листа на чекање, но откако се влошила неговата состојба, жената побарала итно да биде примен во гериатриската болница, но наместо да биде направено тоа, директорот Арифи преку својот соработник договорил средба со жената на 19 минатиот месец и биле побарани 100.000 евра, односно да биде продаден станот на пациентот кој што требало да биде сместен во гериатриската болница. Жената рекла дека тоа се многу пари и дека е неприфатливо за неа да биде продаден станот, меѓутоа и укажала дека не може да се продаде станот бидејќи има договор за доживотна издршка. Неколку дена подоцна, односно на почетокот од месецов, на 4 април се случила уште една средба помеѓу тројцата, односно директорот Арифи, неговиот соработник и жената која што имала договор за доживотна издршка на пациентот кој што требало да биде примен во гериатриската болница. Биле договорени да исплати жената 20.000 евра. Во текот на вчерашниот ден жената со автомобил пристигнала пред гериатриската болница, соработникот на Арифи влегол во возилото и ги зел парите, а тогаш на сцена настапила полицијата која го фатила соработникот на Арифи заедно со парите, односно сумата од 20.000 евра. Имаме изјава од јавната обвинителка, предлагам да ја погледнеме. Доказите се обезбедени низ една кратка истрага, динамична, меѓутоа докази кои во моментов, повторувам, по нашето мислење се со посериозен доказен капацитет и од тука сомневањето го чинат по-високо во однос на сторувањето на доказниот капацитет на самите докази во моментот. Доказите бе обезбедени по различни, како да речам, техники кои стојат на располагање на истрагата со различни мерки. Зоран, што велат од одбраната на осомничените? Адвокатот на директорот на гериатриската болница Арифи тврди дека нема доволно докази за неговиот клиент, бидејќи како што тврди неговата одбрана, во тој момент Арифи се наоѓал на своето работно место. Ја имаме неговата изјава, предлагам да ја погледнеме. Ние како одбрана сметаме дека не постои основано сомнение дека е сторител директорот на јавната здравствена установа, психијатриска и гериатриска установа, сторител на кривичното дело. Сметам дека понатаму во текот на истрагата ќе го докажеме истото. Имено сметам дека станува збор за ситуација која што треба да се доистражи. После соопштението се ствара впечаток дека директорот е флагрантно фатен во извршувањето на кривичното дело. Тоа не е точно и одговорно го тврдам дека директорот бил на својата работна позиција на вториот спрат во установата.
Арифи и неговиот соработник според обвинителството се товарат за сторено кривично дело примање подкуп и помагање при подкупа. Според кривичниот законник за ова кривично дело е предвидена затворска казна во траење од 1 до 5 години. Како што кажав и на почетокот, пред малку двајцата, односно Мухсин Арифи, директорот на гериатриската болница и неговиот соработник беа изнесени одовде од кривичниот суд со лисици на рацете, бидејќи заработија 30-дневен притвор, па тие се пренесени во истражниот затвор Скопје во Шутка. Зоран Јаневски, благодарам за